Благодарам за присуството. Значи, оваа пресконференција е свикана заради опозицијската иницијатива за надзорна расправа околу ефектите од аерозагадувањето во Скопје и во другите градови и нивното влијание врз здравјето на луѓето и мерките кои што се преземаат. Ова е еден своевиден позитивен преседан, затоа што прв пат се свикува ваква надзорна расправа со подпис од 15 пратеници и кој што знаете Левица предничи во позитивните преседани во собранието, како што меѓу другото беше и нашата интерпелација за председателката на социјална политика, демографија и млади или Редути, која што беше прифатена. И сега, надзорна расправа е еден специфичен законски деловнички инструмент кој што врши надзор над гледување на како се вршат работата, значи владата и другите државни органи. Ако накратко го погледнеме македонското законодавство, ќе видиме дека со членот 43 од Уставот е заштитена правото на животна средина и правото на чист воздух. Понатаму имаме редица на закони кои што се на таа тематика за заштита на животна средина и чист воздух донесени. Понатаму ратификувани се многу декларации, резолуции и слични други меѓународни документи исто со таа цел, што значи можеме да заклучиме дека правото на чист воздух е една од темелните вредности и на македонскиот устав и на македонското општество. Но сите знаеме дека не е така, посебно градот Скопје, еве во овие 4 кобни месеци во зима е еден од рекордерите кој што ги руши рекордите во загадување во светот и во Европа. И не е само Скопје, значи тука имаме Скопје, Битола, Струмица, Тетово, Охрид, Кавадарци, Кичево. Значи огромен дел од нашата територија на Република Македонија има загаден воздух, посебно во урбаните центри. И само неколку податци за илустрација, само за 2 години од 2018 до 2020 имаме 3828 жртви на аерозагадувањето, тоа е скоро 4000 луѓе, тоа е 17,7-18% од вкупната смртност во нас на населението. И еден од најпоразителните податоци е секако 11,6% од новороденчињата умираат заради загаден воздух. Тоа е секое 9-то бебе во државата умира заради загаден воздух. И затоа ние свикавме оваа надзорна расправа, значи треба да видиме како се спроведуваат политиките за заштита на воздухот, понатаму како се извршуваат законите, затоа што џаби ни се добри закони ако тие закони не стигнат да се извршат како што треба и да не се применуваат, и што понатаму се преземаат мерки и активности на надлежните органи околу ова горливо прашање за македонските граѓани. Имате тука два моменти. Први основно, ако дадеме оценка и кажеме дека ние ја оценуваме негативно, не гледаме дека ситуацијата нешто е подобрена. Ако пометите, имаше една ситуација пред неколку години кога нашите советници понесоа иницијатива за мерни станици кај Усје, кај цементара. Тие правеа некои ремонти со 3-4 дена исклучени печки. Ние имавме 80% намалување на загадувањето, што нас не наведува дека најголемиот, еден од најголемите загадувачи токму тоа. Ја не гледам помрднување во таа насока, иако тие факти ги знаеме. Така да ситуацијата во главном останува статус-кво, но од друга страна треба да биеме свесни дека градоначалничката го нема потребното мнозинство, значи не е чиста ситуацијата во градот Скопје, така да не сум ни сигурен колку ги имат инструментите да се спротивстави на загадувањето. Ние мислиме дека и тие кандидати и претходните кандидати се политички мотивирани. У суштина, знаете како, вака два моменти, иако државни службеници и службеници во АВМ и другите државни агенции, министерства и слично, треба да се бираат меритократски. Од друга страна, секако тие дека се бираат и политички, ние од тоа не бегаме, но партиски војници, таа традиција е и на двете големи партии, на ВМРО да помени на СДСМ, што значи по наша оценка и тие кои што претходно ги менуваа и овие кои што се носат се во суштина партиски војници, така да не се менува концептот као партизација на институциите, тука само се заменуваат партиите, фактички кадрите.